спасени и посветени. Текстът, който проучваме, е за съдът над живите народи, накрая поколените на Божие, кога Господ Исус ще дойде да построи своето царство на земята. Трябва да знаем дека овде днес става въпрос за страшният суд, който се случи после Годишното царство. На страшния суд ќе се появят само неверници, за да им се суди според делата и да му се одреди на всекого казната во огненото езеро. Светиот Бог го мрази гревот и неговата правда. Бара казна за лошите луѓе, но бара и награда за праведните. Секој човек ќе пожне она што го сеја, во тело или во дух. Сега не може да видиме што се прават моето тајност, на судниот ден се ќе се покаже и ќе се открие. На праведните Господ ќе каже: дојдете благословени од мојот Отец, а на другите ќе каже спротивно: одете од мене, проклети во вечен оган. Ова ќе го каже истиот Исус, кој сега кажа: дојдете при мене сите уморени и товарени, и јас ќе го успокојам. И денес Исус повикува, и ќе повикува, се додека не дојде последниот час. Чека некој да се обрати, но ќе дојде денот кога ќе суди. Што ќе пресуди тогаш? Тоа ќе биде пресудено за цела вечност. Промени ќе нема, враќање назад нема. Одете од мене проклети во вечен оган. Што значи тоа? Тоа значи нема веќе прилика за обраќање. Одете од мене. Тоа значи вечно откривање од Бог. Пеколот е вечно откривање од Господ Исус Христос. Пеколот е крајна денина. Таму ќе нема Божјата светлина и Божјата доброта. Кога неверните ќе отидат во пекло, тогаш ќе сватат што изгубили. Секој атеизам тогаш ќе исчезне. Ќе бидат свесни каде се наоѓаат. Бог нема да им го земе паметот, за да не знаат каде се наоѓаат и што се случува со нив. Зборовите: одете од мене проклети во вечен оган, нема никогаш да ги заборават. Затоа Господ вели: таму ќе биде плач и крцкање сузави. Лука 13:28. Кога ќе ги видите Авраама, Исака и Јакова и сите пророци од Царството Божие, а себе изтерани надвор. Во Матеј 8 глава 11-12 слично каже: и велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраама, Исака и Јакова во Царството небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајна темница. Таму ќе биде плач и крцкање сузави. Тоа ќе биде многу очајна состојба. Ќе знаат каде се наоѓаат и зошто се таму, но не може ништо да се промени. Ќе било тешко да поверуват во Бога и да се покајат од својот грешен живот на земјата. Бог долго време ги трпал, ги чекал да се покајат, ги повикувал кон себе, но тие не сакаат. Си го продали телото и душата на ѓаволот, за да уживаат во греовна наслада, која кратко трае на земјата. Исто како што Исак си го продал првородството на својот брат за една чинија јање. Потоа со солзи бара да си го поврате, а на негово можно. Плач и крцкање сузави, вечно мачи, вечно истерани и фрлени надвор, вечно безнадежна ситуација. Ќе знаат дека тоа бил нивен личен избор и тоа ќе ги измачува вечно. Ќе се лутат на себе и на Бога, што не им дава можност некако да избегаат од таму
начина состојба. Библијата ни вели дека сите сгрешили и се лишили во славата Божија, но ќе се оправдат преку дар, со Божјата благодат, а преку откупот во Христа Исуса. Римјаните 3 глава 24. Значи, Божјата дар е откуп во Христа Исуса. Сите луѓе се грешни и сите го заслужуваат Божјиот гнев. Но Бог го реши овој проблем. Го жртва својот Господен Син на крстот, на Голгота. Сите наши гревови ги натовари врз него. И тој стана откуп за сите нас. Од Божја страна се е направено. А што се очекува од нас? Вера во Исуса Христа и да го осудиме гревот. Само така може да имаме заедница со Бога. Заедница со Бога значи живот вечен. Уште сега овде на земја. Ние како верни треба да бидеме вознемирени, ако не осеќаме Божјата присутност во нас и со нас. Во една прилика, Мојсей, кога се наоѓа и планината Синај, и кога требало да го продолжи патот натаму, му кажа на Господ така: ако ти самиот не појдеш со нас, тогаш не изведуваме од овде. Зашто пошто ќе ознаеме дека јас и народот твој сме нашли минус пред тебе. Освен по тоа што ти одиш со нас. И по тоа ќе се разликуваме и народот твој од сите други народи што се на земјата. Втора Мојсијева 33:15-16. Божји слуга Мојсија не сакал ниту еден чекор да направи напред, ако Бог не биде со него, не го позна. Така и ние треба да го бараме Божјото Господство во нашиот живот. Секој ден. А и Господ Исус Христос и рече на своите ученици, а со тоа и на нас, без мене не можете да направите ништо. Јована 15:5. Ние треба постојано да го бараме Божјото Господство, за да бидеме успешни во нашиот христијански живот. Тие што не го бара Бога во својот живот и не го познават Христа сега, тогаш Христос им каже: не ве познавам. Одете од мене проклети во вечен оган. Некои велат дека пеколот не е место, но состојба. Но пеколот е и место и состојба. Други велат дека огнот во пеколот е само символика, а не вистински оган, сумпур и дим. Тие што учат така се убици на човечките души, а не се слуги Божи. Господ Исус Христос вели во Марко 9:40-46: ако те соблазна новата твоја, тоа важи за раката и за окото, отсечија подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку да ги имаш двете нозе и да бидеш фрлен во гиената, во неизгасливан оган, каде што нивниот црв не гине, ни оган се изгасува. Од тука гледаме дека човек оди во пеколот со телото и со душата. Тоа значи дека пеколот е место и дека има неизгаслив оган. Не знаеме какви ќе бидат телата, од каков материјал ќе се изградени, но знаеме дека ќе горат и нема да изгорат. Кога умрел богатиот човек, за него читаме во Лука 16 глава, и во пеколот, кога беше во маки, ги подигна очите своји, го видел дали во Авраама и Лазара во крилото него. И откако го извика рече: Отче Аврааме, смилуј се на мене. И прати го Лазара да го накуси својот прст во вода и да ми го разводи јазикот. Оти многу страдам во овој пламен. Многу страдам. Ова е вистински оган, а не е нека символика. Кога ќе умре некој човек, тој гледа, осеќа, може да зборува, се сеќава на минатото. Значи, разумот не иде од себе. Авраам одговара:
Синко, сети се. Значи не е по несвестна состојба, туку по свесна и ги отвара очите во пекол. Во својата душа ги носи сите особини на телото. А ако овој оган не е вистински оган, тогаш тоа би било нешто уште пострашно од вистински оган. Во Откровението читаме, Откровение 14, глава 9 до 11. Кој ќе му се поклони на зверот и на ликот негов и прими белек на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јавоста Божја, вино неразводнето, излиено во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачен во оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. Димот на мачењето нивно ќе се издига во сите векови, нема да има мир, ни дење, ни ноќ. Што прочитаме сега? Гнев Божи, мачи, оган, сулфур, дим. Ова е Слово Божие, не е човечко. Во Евангелието по Марко прочитаме што веќе Господ Исус каде што нивниот црв не гине и огнот не изгасна. Тие зборови Господ ги кажува 3 пати, не еднаш, 3 пати. Овде се зборува за надворешни и за внатрешни мајки. Зборовите нивниот црв не гине, што мислите на што се однесува? На совест, на внатрешното измачување. Совест е таа што ќе ги гризи како црвата. Она ќе им укажа на нивните гревови и на пропустите и приликите што ги испуштиле за да се вратат. Совеста ќе ги обвинува за тоа што го забравиле Бога, кога имале изобилно се во животот. Имале добри домови, убави градини, гости, јадење, пиење, забави, убави облики, веселби, имале се. Ама го заборавиле Бога. А сега има чист Божи гнев за себе. И тие не се зборуваат сами на себе. Каде бев, а каде сум сега? Гревот до каде ме донесе? Од се што имав, немам ништо сега, освен проклество и маки. Цела вечност ќе биде пред нив. Ќе имам доволно време да се сеќаваат на се што поминале во живот. Ќе се сеќаваат на залудното трошење време, за неразумните постапки, за злото што го направиле на другите луѓе. Во пеколот ќе има разни категории на безбожници. Во Откровение 21 читаме убийци, блудници, магесници, идолопоклоници и измамници. Например, убийците ќе се сеќаваат на нивните жртви, на нивната крв, на нивните ужасни излици, кога умирале жртвите. Тоа ќе ги се врати како бумеранг. Тие гледки и тие гласови ќе ги прогонуваат цела вечност. Нема да има мир ни дењи, ни ноќи. Црвот на совест ќе ги гризе постојано. Ќе сакаат да се ослободат од тие гледки и од тие гласови, но нема да може. Исус вели, каде што нивниот црв не гина и огнот не изгасна. Тој црв што во вечноста не гине, може да се убие додека биде жив на земјата. Требало само да поверуват во Господ Исус Христос. Денеска луѓето живеат само да го годуват на своите телесни жели. Но што вели Библијата? Во 1 Јована 2:17. Светот поминува, не е вече на овој свет. Светот поминува и Богот е негови, а оно што извршува волјата Божја останува до век. Во пекол нема да може да им се угодува на телесните жели, но ќе има само телесни маки. Преку пророк Јеремија Господ убеди на израелскиот народ: ќе те казва, отстапувањето твое
и злобата твоя ќе те опреми. И така познай и размисли колко е лошо и горчиво што ме остави, вели твоя Господ Бог. Што кај тебе немаше страхобочи, вели Господ Бог Саваот. Еремија 2.19. Луѓето што го оставиле Бога, немале страхопочит во Него и умреле непокајани, нивните гревови ќе ги казнат, ќе ги обвинуват цела вечност. Во пекло нивната совест постојано ќе работи, ќе ги гризе како црве. Совеста си работи овде на земјата, само што овде грешниците ја гушат со бучна музика, со разни работи, телесни желби, забави, дрога, алкохол и што ли уште не. Но во пекло ќе нема забави, ќе нема задоволство на телата, на телесните страсти, ќе нема дрога, ќе нема алкохол. Што ќе ја загуши тогаш совест? Ништо. И ќе има грижа, подобро речено гризење на совест, безнадежна состојба и вечни маки. Одете од мене проклети, во вечен оган. Грешници ќе бидат во пекло вечно, затоа што нивниот долг према Бога е вечен. Божјата правда не може да биде задоволена со вечен оган. Единствено што може да задоволи Божјата правда е жртвата на Господ Исус Христос на Голгота. А кој ќе отврди неа, за него нема друга начин. Во пеклот неверниците нема да може да се покајат. Срцето им останува тврдо. Божиот гнев останува вечно, каде што нивниот свет не гине и огнот не изгасне. Луѓето ќе горат, но нема да изгорат или да се огорат. Како онаа капина во пустинята, што ја видел Мојсей, горела, ама не изгорела. Маки и само маки, без пауза, без крај. Кога огнот и суфрот пагале над Содом и Гомор и околните градови, гореле се и изгореле се. Во еден ден изземало луѓето и градовите, а во пекло 1000 години ќе бидат во еден ден. На некои луѓе им е тешко да издржат еден час во црквата. Долги молитви, долга проповед. Не може да издржат. Но во пекло ќе мора да издржат маки без крај, ако не се покајат. Совеста постојано ќе ја раскажа приказната нивната историја, за нивниот изгубен и промашен живот, и дека ова ќе трае вечно. Словото ни верува. Димот од мачењето нивни ќе се издига во сите векови. Нема да имаат мир ни дење, ни ноќи. Откровение 14:11. Нема да имаат мир. Нема да има ни капка вода да ги разводи нивните жеби јазици. Тоа ќе трае постојано. Страшно е и да се помисли на такво нешто. Затоа е и дошол Господ Исус на оваа земја, за да се понизи и да умре со страшна смрт на крстот, да биде одделен од Отецот. А тоа е пекло. Одделен од Бог е пекло. За ние да не отидеме в пекло. За кого е создаден пеклот? Прашање. Господ ви создава. Одете од мене проклети во вечен оган, приготвен за ѓавол и неговите ангели. Значи за ѓавол и неговите ангели. Луцифер и неговите ангели, односно демони, ќе бидат хвърлени и мачени во пекло. А човекот е создаден од Бога за небото, за рајот, а не за пекло. Меѓутоа, човекот направил голема грешка. Се здружил со Сотоната и неговите ангели. И затоа и он заедно со нив ќе отиде во пекло, ако не се покаја. Ако не го прифати Христа за свој личен спасител, сакал или не, ќе го прифати Луцифер за свој придружник во вечното езеро. Верните деца Божи ќе видат во вечната слава
заедно со Христа и сите свети ангели. А неверните ќе бидат во пекло, да не даде Господ никој од нас да се најде таму. А која е причината? Затоа што отишле таму или ќе отиде таму. Еве што вели Господ. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоите, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен бев и во затвор бев и не ме посетите. Интересно е тоа. Која причина ја наведол Исус, за да им каже зошто одат во пекло? Мора да има некоја причина. Господ не споменува ниту еден грех што го направи. Туку го спомнува она што не го направи. Тие не нахраниле, не напоиле, не примиле на гости, не облекле, не посетиле. Тие се осудили за она што не го направи. Да се подсетиме на приказната за 10 девојки. 5 неразумни девојки не влегле на сватбата, затоа што не зеле улје во своите светилници. Не пишува дека тие биле многу лоши, неморални и многу грешни. Не се кажа за она што го направиле, туку за она што не го направиле. Така е и со судата со едниот талант. Не е осуден за она што го направил, туку за она што не го направил. А што е тоа што не го направиле лудите девојки, мрзили од слуга и оние од левата страна? Сите тие не се вистински деца Божи, затоа што не го прифатиле Господ Исус Христос за свој личен спасител. Тие ја немат Божјата правда во себе и врз себе, немат Божја љубов во срцето. И затоа што ја немат Божјата љубов во срцето, не се спасени по милост, затоа не покажуват љубов и милост према другите. Сето она што го направиле праведните, неправедните не го направиле. А зошто? Затоа што се неправедници. Господ Исус вели: кој верува во Синот има живот вечен, а кој не верува во Синот нема да биде живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Јован 3:6. Луѓе одат во пекло само затоа што не веруваат во Исус Христос. А недостатокот на вера се дела на недостаток на љубов и милост према другите. Оние што ги прават добро на другите, тоа е резултат на мало раѓањето. Христос во нив. И за нив е природно да ги нахранат гладните, да ги напојат жедните, да облечат необлечен, да примат гости, да посетат некој болен или некој што е во затвор заради Евангелието. Верните не се спасуваат преку дела, но верните покажуваат род на спасението. Ова вистина Господ Исус ја објаснува на еден сликовит начин. Еве како е објаснено Марко, Матеј, 7 глава. Секое добро дрво дава добри плодови, а лошото дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Сликовит. Од секојдневен живот може да гледаме тоа. Доброто дрво е слика на вистинското деца Божи, наново родени. Лошото дрво е слика на неверните и не на новородените, или на само религиозните луѓе. Ако некој е роден од Бога, тоа може да се види. Затоа Исус им кажува дека тие од левата страна немаат плодови на новиот живот, а тоа е доказ дека не припаѓаат на Христа. Лошите се обидуваат да се изговорат, да се оправдат на некој начин. Тогаш и тие ги му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден, или странец или необлечен, или болен или во затвор или летен? Господи, го слушате? Тие од левата страна се неверни, лошите покаяни грешници.
кои пред самиот Господ се обидуват, се оправдуват, не признават дека биле непокаяни грешници. Тие сакат да кажат с други зборови: Господи, што сме ти направили нещо лошо на Тебе? Ние Тебе още не сме те видели. Да те видахме, ќе ти послужихме, ќе ти направихме некој добро. Но тие лажат. Одговарат така, за да се оправдат. Господ ги познава добро. Затоа ќе им одговори: доколку не сте го направили тоа на еден од овие најмали браќа, и мене не сте ми го направили. Интересно е што Исус нема да ги праша дали биле родени по християнска фамилија, дали одели на богослужби, дали побували некоја церемонија, некоја религиозност, искажували и така натаму. Денеска има многу луѓе кои се нарекуваат христијани, но живеат како деца на ѓаволот. Апостол Јаков е пак, во Јаков 2 глава. Ти веруваш дека Бог е еден. Добро правиш. Но и безумни верувам. И треба. Не сакаш ли да разбереш о суетни човеку дека верата без дела е мртва? Бог не е заинтересиран за нашата религиозност, но за нашето сърце. Дали нашето сърце го припаѓа на Господ? Бидејќи Словото вели, Бог не гледа на лицето, на сърце. Верата која е само во главата, а не и во сърцето, не е истинска вера. Ако сърцето е променето, тогаш тоа ќе се види во пракса, ќе се покажат плодовите на Светиот Дух, ќе го любиме вистински Бога и ближниот. И не само на зборови, туку и во пракса, на дело. Овие од левата страна не биле спасени и затоа ги немаат плодовите на спасението. А Господ им кажа директно на тоа, на плодовите. И тие неспасените ќе бидат убиени и нивните души ќе отидат во пекол. Сега се наметна едно прашање. А што е со лошите дела? Сите неверни имаат лоши дела. Не покажуват знаци на нов живот. Ќе отидат во пекол, бидејќи се неверни. Неверните немат добри дела, лоши. А зашто Господ не ги споменува нивните лоши дела? Нивните лоши дела ќе се спомнат, ќе се откријат на друго место, на страшниот суд. Тој страшен суд е за тоа на мене и опишен во Откровение 20 глава 11-14. Еве што читаме тоа. И видов огнен престол и седнатиот на небо, од чие лице побегна земјата и небото, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога, се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот, и судени беа мртвите по запишаното од книгите според делата нивни. Моето ги поврати мртвите своји, кои беа во небо, смртта и беголот ги повратија мртвите своји, што беа во небо, и секој прими суд според делата своји. А смртта и беголот беа хвърлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт. Секој си дојде на своје место. Господ предвидел се. На тој суд секој неверник ќе биде казан за своите лоши дела и за секој греф ќе прими праведната казна. Треба да знаеме дека во пеколот се оди поради неверувањето во Господ Исус Христос, а мачењето во пеколот ќе зависи од лошите дела. Сите немаат исти лоши дела. Некој е еднократен убиец, двократен. Некој любил 6 милиони евреи во Втората светска војна, а тоа е Хитлер. Затоа Господ Исус не ги спомнува лошите дела на крајот на горивните неволи. Он ги спомнува делата кои фалат и кои се доказ на правата вера. Правата вера се покажува и докажува во родовите на правдата, во љубовта и милост. Каде недостасува тоа?
нема истинска вера. Господ Исус Христос е завършил оваа проповед со зборовите и тие ќе отидат во вечна мака, а праведни се во живот вечен. Безплатни работи. Вечна мака, живот вечен. Некои велат дека казната во пеклот не е вечна. Кога би било вистина тоа, тогаш и вечниот живот не е вечен, затоа што и за едното и за другото се користи истото зборче. Вечен, вечна мака, вечен живот. Не може едното да е вечно, другото да не е вечно. Словото ни вели дека пеклот е вечен за лошите, како што животот вечен е вечен за праведниците. После овој суд на живите народи, праведници ќе влезат во едногодишното царство на земјата, во своите физички тела, а на крајот од тој период ќе доживеат преобраза. А црквата ќе биде браната од големите демони и ќе биде преобразна. Ова проповед на Господ Исус Христос на Маслиновата гора завршува со многу сериозни зборови. Секој што ќе ги прочита или слушна овие зборови, не треба да остане равнодушен. Господ не го викува да веруваме по тие зборови. Многу луѓе слушнаме дека постои вечност, но го прифаќаат тоа како некоја бајка, приказ. Тоа се гледа во нивниот живот. Во животот не покажува добри на Светиот Дух. Тоа е знак дека има вера само во нивните глави, а не и во срце. Псалмистот во 119 Псалм 11 вели: ги сокри во срцето свое заповедите Твои, за да не грешам пред Тебе. Кога царот Давид не грешил и целиот израелски народ, тој има донесувал големи благослови во живот. Напред, успех. Воспротивно Бог ги казва, за да ги дисциплинира, да се откажат од гревот. А кога народот бил и понатаму непослушен, упорен во непослушноста, следувало проказство, одење под робство на други народи, за да им дојде памет. Бог поставувал така и со сите други народи и цивилизации на земјата. Во почетокот биле успешни, благословени, но колку повеќе се отстранувале од Бога, толку повеќе пропаѓале и на крајот исчезнувале. Затоа сведочат многу бројните рашудии по светот. Многу стари народи ги нема никаде. Каде се вавилонци, сирийци, египтяни? Каде се мајите инките во Америка? Исчезна. Само рашудии гледа на тие. Така ќе заврши ова наша современа цивилизација. Кога луѓето пред потопот се расипале до исполнување на мерката, Бог ги уништил со потоп. Кога гревовите на жителите во Содом и Гомор станале претешки, Бог ги уништил со дожд од сулфур и оган од небото. Кога фараонот се спротивставувал на Божјата заповед да го пушти Израелот, бил казнуван целиот Египет со 10 казни. А кога и тоа не било доволно, Бог ја уништил целата фараонова војска во Црвеното море. Кога мерката на гревовите на аморејците се исполнила, Бог ги уништил нив и уште други 6 народи. Пише во Прво Меселие 15-16, Пето Меселие 7. 7 народи Господ истребил. Така постапува Господ во минатото. Така постапува и денес. Така ќе биде и до свршетокот на светот. Исус предскажа дека беззаконието ќе се намножи и љубовта ќе оди. Дека ќе има војни, глад, епидемии, земјотреси, знаци на небото и на земјата. Овој свет ќе заречи на предпотопниот свет и на времето на Содом и Гомора. Тоа го предскаже Господ Исус Христос. Во Прва Меселие 6:5 читаме: лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваат се повеќе и повеќе. Господ Исус вели:
Како што во деновите пред потопот јаде, пие, се жени, се маже, домене, кога Ноe влезе во ковчегот и да узнаа додека не дојде потоп и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Мати 25 години. Луѓето пред потопот били истребени од земјата, освен оние што влегле во ковчегот. Како што лошите луѓе биле истребени од земјата, тогаш, така ќе бидат истребени лошите луѓе, кои ќе дојде крајот на овој свет. Господ Исус вели ова: како што се собира плевата и се гори вода, така ќе биде и при свршетокот на овој свет. Ќе испрати Синот човечки своите ангели, ќе ги соберат сите соблазни од неговото царство и оние што вршат незаконски дела, и ќе ги фрлат во жарена печка, таму ќе биде плач и крцкање со зъби. Матеј 13 глава. Или понадолу истата глава. Така ќе биде и при свршетокот на овој свет, ќе излезат ангелите и ги одделат лошите праведници. И ќе ги фрлат во жарена печка, таму ќе биде плач и крцкање со зъби. Значи, лошите луѓе ќе бидат одделени, соберени, фрлени во жарена печка, во пекол. Сите безбожници одат во пекол. Ова учење не произлегува само од Новиот Завет, туку и од Стариот Завет. Еве во Псалм 9:17 тој запише: ќе заведат во пекол сите грешници, сите народи кои Бога го забораваат. Господ ги повикува сите грешници, сите народи да не го забораваат. Сериозно да размислат за ова. Во Псалм 10:22 пише: разберете го ова вие, кои го заборавате Бога, за да не ве раскине, па тогаш ќе нема избавител. А преку пророк Осија Бог вели вака: зашто јас сум како лав за Ефрем и како лавче за домот на Јуда. Јас ќе раскинам и ќе си заменам, ќе однесам и никој нема да ги спаси. Ќе тргнам и ќе се вратам во своето место, додека тие не признаат дека се виновни и не го обрат лицето мое. Може и во својата мага ќе ме побараат. Осија 5:14-15. Затоа Бог и маги ќе врати во овој свет. Големите маги. Та може ли некој ќе го побара? Кога би размислите сериозно за овие Божји предупредувања, нема повеќе да бидеме исти луѓе. Ако веруваме дека тоа е вечни маги за едни и вечен живот за други, тогаш секој од нас би искал вечен живот. Проповедта на Господ Исус Христос би ни била од голем благослов, ако веруваме во тоа. И ако Господ Исус кажеше дека луѓето ги чека вечен живот, ако веруваат, а ако не веруваат, уништуваат. Нема да постои тоа. Тогаш каков ефект имаше тоа раздвојување? Еве како: да јадеме и да пиеме, од утре ќе умреме. Мнозинството би поставиле така: ќе има ли некој да се покае да го бара ова во тој случај? Грешниот човек и покрај сите Божји предупредувања тешко се покава. А камо ли да е така како што учат некои лажни учители? Не знам како не се плашат од Бога, така да учат. Тие што одземат нешто од неговото слово или пак додават, тоа е строго забрането во Библијата на крај, во Откровението 28:19. Верите дека тоа е забрането. Нема додавање и одземање на Словото Божие. Иначе следува проклет. Оние што го тврдат Бога, Бог ги наречува безумни. Рече безумникот во срцето свое, нема Бога. А оние што го прифаќаат Бога и му веруваат на секој негов збор, Бог ги нарекува мудри. Еве во Изреки 15:24 се тоа е завршено.
Изреки 15:24. Мудрият размислува за пътя на живота, за да се отстрани от пътя, що води до пекло и да се спаси. Ние как мудрите? Мудри. Неразумни. Господ да ни даде мудрост. Господ да ни помогне сериозно да изследваме всичките сборни. Неговото слово е истина. Бог може все, само не да лаже. Господ нека ни биде на помощ на всички наши. Амин. Амин. И си справяме. Господи, Татко наш небесен, стоиме пред Тебе, Господи, и се каяме за всички наши грехове. Знаеме, Господи, от Твоето Слово, дека Ти ги висуди всички неверници и всеки ќе приди своята заслужена каза во огненото езеро, според делата своја. Неверните ќе ги изведеш на Христовия суд, за и тие да си примат своята награда, кој што заслужа. Господи, Ти имаш порака за сите луѓе, и за верни, и за неверни. Господи, Те молам, благослови ова слово, благослови Твоите зборови, што Ти ги кажеш на Василиновата гора, пред учениците своји. Помогни, Господи, всеки што ги слуша или прочита, сериозно да го свати това. И оние што не гледат, Господи, на Фейсбук, и тие нека слушнат и разберат, и да сватат дека Ти сериозно зборуваш. Ти не се шалиш, Господи. Се оставаме на Твоите ръце. Ти да не водиш по-натам в животът. Да бидеме мудри, не неразумни. Мудри, оние кои ги одат по Твоят пат и ќе барат спасение. Господи, нека биде прославено Твоето свето име. Во името на Исуса Христа, благословение. Амин. Амин. Последната песен за това послужбам е песента 445. 445, koja veli: Kajte se ti pogrešnica, razmislavaš li grešniče, desna duša imaš ti, kajte se ti odgovoreni, po radosti ili tagati, kajte je meniš večnosti. Нека сериозно да размислим това, което бе на това.
само ще е реформация. Не знам, че се е. Явно сте. Наредната служба на 18 месец имате каса за дистрикната каса за проповедничка служба. Значи средствата ще ги дават, вие намерите за проповедничка служба. Наредната неделя. Това е. Днес кой сака да рекла за Божик, нека остане сега после службата. Да може да пробваме за Божик сите песни. Ще отредме кой песни са. И наредната неделя, ако служба 10 часа. Господи,